Еве не повторно назад во студиото, постојано потенцираме дека голем дел од дневната соба е програма која што ја креираме за најмладите, затоа што е важно да се помогне децата да имаат не само среќно детство, туку и да се поттикнува нивната имагинација низ најразлични содржини. И токму на оваа тема продолжуваме со моите денешни гостинки, Ана Тимова и Костадинка Ончева, добро познати професорки во Основното музичко училиште Боро Џони во Струмица, но добро познати и по нивниот општествен ангажмент кој што е на различни теми, на различни полиња активни, и овој пат ги имаме повторно прават нешто убаво за децата. Добар ден, добре дојдовте. Добро ве најдовме. И благодариме за поканата. Секогаш сте добре дојдени, особено кога имаме убави поводи да зборуваме за нашите дечиња. Она што го правите се вика Фестивал за деца Вртелешка. Така. И многу ме интересира пред да зборуваме за фестивалот, зошто токму Вртелешка? Вртелешка. Имавте ли некоја почетна точка од каде тргнавте? Ако ви кажеме зошто е Вртелешка, малку е смешно. Ако секогаш така тргнува од некоја... Кога правиме проект и кога сакаме некој училиште и не знаеме со кој училиште ние да соработуваме, и знаеме на еден кружен тек да направиме еднаш, два пати и која кола ќе биде прва, натаму да одиме и викаме леле се вртиме како Вртелешка. Е така дојде. Кога јас го видов тој интересен плакат, велам децата обожаваат луна паркови, обожаваат Вртелешки, и ова искуство ќе биде како едно возење на еден ролер костер, едно забавно вртење. Но сепак тоа е вистината, а после тоа кога свативме и кога ќе ви објасниме како дојде до Вртелешка, тогаш веќе Вртелешка навистина стане тоа баш Вртелешка тркало што се води за дечиња. Но првично беше тоа и пред да го реализираме Вртелешка и пред да дојде до тоа дека ќе имаме детски фестивал. И затоа така го крстивме и после тоа прерасне во тоа Вртелешка што сега го спомнавме. И како дојдовте на идеја да се организира? Како дојдовме? Па така сега, пред да заврши учебната година, која што секогаш во музичкото училиште секогаш е напорно, завршивме со наставата, концерти, надпревари се. И дојдовме до дискусија со Костадинка Ончева, со мојата колешка, велиме, имаме неколку детски песни во фиока. И што ќе правиме со нив? И сакавме да конкурираме некаде, да ги промовираме и викаме, си велиме, па зошто да не направиме детски фестивал во Струмица? И така дојде идејата да направиме детски фестивал и после тоа веќе стане името Вртелешка од детската играчка Вртелешка. Имам чувство дека човек кога многу работи, кога од еден проект во друг навлегува, има многу идеи, многу нешта кои што остануваат некако во фиоките, како што спомнавте, некаде во позадина, можеби во умот, само како идеја што не е реализирана, така што постојано се влегува од една активност во друга активност. 3 години мислам дека најмалку немаме фестивал детски во Струмица. Има потреба од организирање на детски фестивал? Па да, така. Пред се да го направиме, овој фестивал беше голем предизвик за нас. И да, секако дека Струмица има потреба од еден ваков тип на манифестација на кој децата ќе го покажат својот талент за пеење, ќе покажат и својата креативност, па и своите глумечки способности. Но да не откриваме многу. Да, значи имаме повеќе сегменти вклопено во... Така, ќе дојдете и ќе видите. Музичка представа, можеме ли така да ја кажеме? Вие сте веќе научени на тие грандиозни музички настани. Така што во тој дух ќе имаме уште еден настан на 25 во Струмица. Како реагираат децата? Предпоставувам дека немаат сите искуство со музика, со пење, со сценски настап. Па како беше додека се снимаше, додека учествуваа во целиот процес? За да се направи таква манифестација со деца, прво треба да ги сакаш децата. Треба да навлезеш во нивните музички способности, дали ги имаат, дали воопшто ќе можеме да направиме со нив воспоставување на заемна комуникација. Но бидејќи тоа го имаме ние веќе искуството, дечињата кога влегуваат да се снимаат,
тие не почнуваат одма на микрофон и дека ајде во студио влези, значи така доаѓа прво комуникација голема, опуштување, со игра, со песни, кога сметаме дека треба веќе вистински да се работи, тогаш кажуваме ајде, одма почнуваме да пееме и после тоа, после снимањето, ќе кажат, не ни е тешко, не било тешко, значи сепак ја има таа некоја трема. А всушност тоа е еден долг процес, предпоставувам. Многу долг процес, и да. Колку дена, по колку часа поминавте во такви дружби, за да може да го снимите материјалот? Значи, снимањето, пред се прво треба да се даде нели песната. Треба да го видиме неговиот детскиот карактер, дали тој карактер е за каква песна е. Кога ќе ја дадеме песната, треба да убаво да ја сработи дома, па со нас да работи, и од кога ќе го сработи, после тоа велиме, ајде за една недела, дојдете да се снимаме. Колку деца имаме, бидејќи зборуваме дека децата се вклучени, нели, во различни аспекти. Претпоставувам дека има повеќе од самите учесници кои што учествуваат со собствена песна. Така. Па колкав е тимот што го прави фестивалот? Вклучени се вкупно околу 50 дечиња, од кои 15 деца се солисти, учесници, нели, кои имат собствени песнички. Потоа околу 20 дечиња учествуваат во хорот и околу 16 деца се вклучени во глумечките активности. Така. Ова навистина веќе привлекува внимание, тие актерските вештини кои што се потребни. И требаше ли време да се избрусаат и тие, затоа што па веќе навлегуваме во сосема друга уметност и дисциплина? Така, да. Па имавме голема помош и еден актер кој ќе се јави како во улога на водител на самиот фестивал и тој ги спремаше дечињата. Ќе го откриеме за кого се работи? Да, водител на фестивалот ќе биде Ванчо Василев. Одлично, актер одлично. во... Тој има големо искуство и во подготвувањето на Да, представи за деца. да. Добро ги познава Точно. детските души, да речеме, така што има добра комуникација со децата и мислам дека енергија која што е прифатлива за децата. Да. Одлично. Колку време траеше целата ова приказна, подготовките, колку време е потребно за да се осмисли, за да се направи еден пакет кој што ќе може да се постави на сцена? Па на нас лично ни требаше едно 6 месеци да се направи песна, па после тоа снимање на учесникот во студието и не само учесникот во студието. После тоа ги снимавме учесниците кои што се во хорот, а хорот брои од 16 учесници. Рефрените кои што сепак бара многу време. Кажавме дека секој дете е различно како прифаќа, тоа доста време опфаќа. Од кога ги направивме песните, почнавме да размислуваме на кореографија. Овде сите тие 50 учесника мора и малку да изгледат, не само да дојдат да отпеат и позади хорчето треба малку соработка со нив и кореографски. Ни зема многу време и сценографијата, каде што за да се направи убав фестивал, убаво треба да изгледа и сцената. И така да и многу попратни... Колку задолжите за сценографија, имавте ли помош? Да, сценографијата ќе изведат наша исто екипа од Струмица. Но сепак со наши идеи. Да. Идеите се наши, се е наша идеја, како да изгледа... Но најдовте тим кој што ќе помогне да се направи. Да, секако. Одлично. Напорно ли е? Затоа што зборуваме веќе за месеци и месеци работа. Што моравте да на некој начин во наводници жртвувате за да го истерате сето ова што ви е планирано со вртелешка? Со колешката, зошто и цело време сме во соработка. Ние двете сме тим кој што на вистина многу работиме, но имаме согласување пред се фамилијата, а после се друго. Знаеме дека е многу напорно, но знаеме денеска што работиме и што имаме обврски дома. Ако дома сме се завршиле, работиме максимум до крај. Така. Значи сепак да не ги запоставуваме, нели, домашните, балансот да го направиме. А како се наоѓа баланс? Балансот е многу тежок, сигурно. Особено две жени со обврски. Да, две жени, да, искрено, да. Еве, например, вчера бевме цел ден и имавме 1 сат дома да направиме се
Се што треба. Се што треба. И успеавте ли? Па да, успеавме. Чекајте, со како помош... реагираат дома сега? Вие Реагираат, не е баш. како реагираат? Се гордеат ли, например, имали јес мама правите нешто добро, да. или има мама мора ли пак? Некогаш малку, да. Ретко, но секогаш знаат Но да и кажат. тие се вклучени во... Тие се вклучени, да, и тие нешто прават за да можеме... помагаат. Да. Но претежно имаме поддршка голема. Да. Тоа е имаме поддршка. очигледно заради тоа што тешко се реализираат работите кога имате некој што ве влече назад, Јасно. меѓутоа важно е да ги спомнеме, нели? Вака Мораме, да ги охрабриме да. дека Да. се признава и нивното прифаќање Да, на така. Но големите сепак оваа образи. организација не ни беше тешка, бидејќи секогаш ние сме вклучени во некои вакви слични проекти. Да. Што е клучот? Дали клучот е тоа што имате компактибилни енергии и карактери или тоа што се сакате и сте пријателки, па полесно е да се работи со некој што ти е близок, што ти е сродна душа на некој начин? Па Да. Затоа што имаме многу колеги, имаме многу луѓе со кои што може да Апсолутно, работиме, така, да. но само мала тимот со кој што постојано се Сега вртиме ќе на ви кажам истите. тимот. Нашиот тим се со два збора. Упорност и храброст. да. Тоа е нашата Храброст Нашето може да е мото. потребно, затоа што колку и да си упорен, понекогаш треба малку и да се осмелиш, да така, си да се смел. осмелиш, да. А тоа го имаме и двете и затоа немаме Нема проблеми, нема пречки. Да. Нема никакви пречки пречки. воопшто. Добра Многу ми се комуникација. допаѓа тој став. Да. Добро, каква ќе биде програмата на вечер? Тајде малку да откриеме темите, да речеме, некоја тема, ако може од песничките, што всушност ние ќе гледаме. И дали овие актериве, што ќе бидат вистински звезди на Да. вечерта, се вклопени со самите песни? Да, се. Добро, ајде, слушаме. Да кажам? Кажи. Да, добро. Не знам. Слободно. Добро. Значи, песничките се направени според, да кажеме, 14 песнички, каде што имаме, например, една, како да кажам, Водечка? не е водечка, туку, например, станува збор за една ситуација. И овде, да кажеме, 5-6 песни зборуваат за една тема. И така доаѓаат глумците да изглумаат децата. Да изглумаат. Тематски е поврзано. Тематски е поврзана во 5 дела и така да ги вклопивме и ни дојде идеја да имаме и глума. Одлично, И одлично. така да ќе има Ќе биде и игриво, песните, ќе биде забавно. сега да, песните како карактер, значи тие ќе бидат ново компонирани песни, каде што песните имаме и брзи, игриви и бавни, певливи. Певливи, да. Така, певливи, каде што и не е битен карактерот на песната. Најбитно е учесникот како ќе ја пее и како ќе ја интерпретира песната. Беа Тоа е ли најбитно. изненадени децата кога слушнаа како тие звучат, еве да речеме, отпеале? Сепак не е едноставно ли, нели можеби некој за прв пат се слуша себе како пее? Така, децата изненадени. Па добро, тие од прилика очекуваа, бидејќи кога снимавме, веднаш им пуштавме како звучат, да. Значи не беше нешто Не беше што ново, така. туку во отце Да се слушнат, така, да знаат како што да променат во пеењето, на кој начин да го интерпретираат делот. На која возраст се децата? Како беше да се работи со нив? Па децата се на различна возраст. Од 6 до 11. Така. Најмладиот што пее соло? Најмладиот соло е прво Да, оделение. прво оделение. Да. Прво оделение и многу добро прифати. Одлично, Да. одлично, затоа што сепак е малку понапорно Да. кога имаме помали учесници, но имаме и значи има и храбри учесници во фестивалот, не само организатори. Ние Така. бевме и многу изненадени какви кога се пријавија, тоа беше преку социјалните мрежи. Кога се пријавија, ние не знаевме, само име и презиме се јават и ајде, добро, ајде да се видиме, да контактираме и кога ќе кажеме на родителите дека вашите деца се музикални, тие дури па не знаеме, но сега кога ја слушнаа песната, сватија дека нивните деца навистина се многу музикални. Сме изненадени од доста 4 учесника кои што навистина до сега не се откриени, а ги откривме ние и бидејќи па и тие се пријавија. И мислам дека убавината, да, и мислам дека Вистински таленти. ќе бидат, ќе имат веќе и некоја кариера понатамошна, мислам. Одлично.
Зошто струмичани да ја гледаат вртелешка во живо? Зошто да не го пропуштат овој фестивал? Па, ние ги повикуваме струмичани, нели, да дојдат да го видат овој фестивал, бидејќи ќе има стварно многу добра забава, ќе слушнат многу талентирани дечиња кои знаат да пеат, а ќе има интересно сценарио и секако многу изненадувања од нашите гости и од децата учесници на фестивалот. Имате ли енергија и елан да ја направите традиционална оваа музичка забава? Па би сакале, искрено да, зашто нашето мото е детската насмевка. Штом сакаме насмевка во дечињата да гледаме, мислиме дека ќе бидеме упорни и ќе ја продолжиме таа традиција. Дали овој термин октомври е соодветен за фестивал за деца или можеби до година би размислувале за некое друго време, друг период? Тоа и го планиравме, но тоа не е наша вина. Некако имаше ситуации зашто тоа беше во октомври, требаше да се реализира на почетокот на септември. Точно, малку порано. Имаме само една сала и така да имаме нели многу активности, па ајде ние малку сме по флексибилни и велиме, ќе ни кажат да кажеме, ајде за една недела ние добро и Тоа така значи дојде дека- до октомври. така. Ама тоа значи дека за следна година оставате простор дека би Сепак можеле оставаме. малку да го поместувате, иако Може. времето е идеално, се уште е навистина пријатно Пријатно, да се организираат Така. вакви настани. Да. Супер. Што беше се потребно да се склопи фестивалот? Рековме добра волја, рековме певливи дечиња, рековме песни кои што се квалитетни, кои што децата ќе може да ги изведат, но и друга магија си треба. Па така, секако дека за да се организира еден ваков фестивал потребно е многу енергија и максимално многу работа за да дојдеме ние до тие очекувани резултати. А се надеваме дека ќе направиме еден интересен фестивал кој ќе донесе многу позитивна енергија и насмевки на децата. Одлично, Така. одлично. Поддршка од каде се добивте, освен од дома, што тоа веќе го распустивме, ги поздравивме. Да. Па така, поддршка добивме и од општина Струмица и од неколку наши струмички компании и фирми кои ни излегува во пресред и помогнаа да се реализира овој наш Така. прв фестивал вртелешка. Старите велат сам човек за никаде не е. Двајца може би веќе доаѓаат во предвид, меѓутоа сепак за да се направи некоја работа треба добра волја на многу луѓе, па и Да. на институциите. И сега вие како ве гледам насмејани, значи задоволни сте досега како течат работиве. Да, Ви сме. се ближат деновите, на ден-два сме речиси до организирањето, до Така. случувањето Да. вртелешка и Полека се опуштаме. се опуштате, но и тремата ве навјасува или ве напушта сега? не напушта. А, Да, да, веќе сме- Сакаме да дојде излезе денот, така. денот, да, на На премиерата, На премиерата, која ќе се така. одржи, одма да кажеме, на 25 октомври, во вторник, во 20 часот, во Центарот за култура Антон Панов, во Струмица, во големата сала. Така, дали ќе има само една вечер фестивалска или ќе имаме две фестивалски вечери? Како е планирано? Така сега, ние планиравме учесниците, бидејќи секој со своето одделение, каде што се учи во матичното училиште, се полнаше салата со символична сума на карта да се плати, да направиме уште една представа. Но сепак сватевме дека не е фер. Не е фер, мислиме дека треба да бидат сите опфатени ученици од прво до пето одделение, од сите овде 4 матични училишта кои што се, и на крај ќе направиме 4 представи. Ние од што мислевме да не правиме, поради тоа што да кажеме хорчето треба да стои по 1 час. И сакавме прво разговор со нивните родители, ако ни дозволат, тогаш да правиме толку концерти. Тие се согласија, значи во понеделник првата како генерална проба, а ќе биде и концерт, ќе биде во 1,5 часот за едно училиште, од прво до пето одделение, и така мислам и дека учесниците ќе се ослободат, ќе се опуштат пред сцената, на самата сцена, и премиерата ќе биде во 8 часот, за да не следниот ден имаме 3 представи. Навистина е многу.
И затоа направивме така, 2 со 2, две така со ќе две. дојде. Да, Спомна две со Ане, две. понеделник за вторник мислиме. Во вторник, се извинувам, понеделник е празник, да, во вторникот, да. Вторник во 13 часот и вечерта во 20 Вечерта е часот. премиерата, да. Одлично. А следниот ден во среда, значи на 26-ти, ќе имаме една Представа од 10, 10, а другата во 12 часот, за да можат после да одат на училиште. Одлично. И уште не спомнавме, а е многу важно, кој тим ви помогна во создавањето на песничките? Освен Може што би сме беа, ние. може би беше голем тимот, може би сами засукувавте рака, Па бидејќи тимот музичар. сепак сме ние. Значи многу песнички настана за време на Да, пандемијата. вие Тоа не го спомнавте дека кажавме. имате готови Да, во песнички. фиока. Да. И нели тогаш бевме дома, седевме дома и Така. тогаш произлегува најголем дел од песничките. Значи таа година Добро, ја ќе откриваме искористивме. што се пандемијата создала. Така, да, точно да. Значи така тогаш е. бевме креативни, творевме и така се создадоа голем дел од песничките. Иле е дел од тимот, Иле Така да Ончев. кажам и јас, да. Така. А имавме неколку соработници од Скопје. И така, Одлично. се создаде се. Супер. Сега, бидејќи долго време работите заедно, спомнавме дека сте пријатели, но што всушност е потребно за тимот да постои, една деценија? Една деценија. Тоа е што реков дека упорноста и да бидеме Отворени. да, да бидеме отворени и да бидеме не секогаш како тим, ние сме флексибилни и затоа успеваме. Значи не мериме кој колку сработил, кој колку сега денеска јас толку, па ти толку, кај нас тоа не постои. И Кога нема кантар е полесно. Да, многу Така. полесно и затоа кога ќе се видиме на работа, сега сме насмеени. Да. Значи нема зошто ти денес тоа така, не Добро, постои. знам дека веќе имате во глава нешто ново, па кажете ни што ново ќе правите, да знаеме зошто да ве бараме. Каде следно се упатувате и ја насочувате енергијата? Следно, кој што ние мислевме дека ќе работиме, а моравме да се повлечеме, бидејќи ни дадоа идеја повторно да го реализираме наставниците на сцена, кој што ние ова година мислевме дека нема да го реализираме од други причини, бидејќи имаме неколку проекти претходно, но кога веќе и општината е заинтересирана и сака тоа да се одржи, кога отидовме да ги поканиме да дојдат на детскиот фестивал Вртелишка, ни спомнаа и повторно и велиме па зошто да не. Сега веќе имаме и група кои што веќе соработуваме со наставници кои што сакаат да учествуваат за наставниците на сцена и ќе размислиме точно што ќе биде темата оваа година. Одлично. Ова ни е со термин? Со термин, тоа е обично 8 декември или 7 декември во склоп нема на... многу време. Да, и да, за да знаете, да. Значи, завршивме ли со Вртелишка, одма почнуваме со наставниците на сцена. Добро, постојано Да. под газ, што би рекла Струмичка. Така, да, баш така. Да. Одлично. Мене ми се допаѓа кога има активности, затоа што човек нема време да биде тажен, да биде ето осамен, така. да се повлекува во Так, себе. Може би ќе биде потполно сте во изморен, но право. ќе биде сепак полн И со да позитивна знаете, енергија. да. Добро, ние веќе сме со позитивна енергија, затоа што ќе дојдеме да пееме со дечињата Мило ќе ни биде. на 25-ти. Ги покануваме и сите оние што не гледаат, Да. па ќе се видиме повторно по фестивалот да сумираме впечатоци. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарим и ние. Вртелешката мала по цел ден се тркала, танцува се вие, никогаш не спие. Скока наваму, скока наваму. Вртелешката мала ни светот се тркала, ни зелените шуми, без да се изгуби. Скока натаму, скока наваму. Во празничното утро дечињата да станат, со цекињата в раце, венчиња да направат, заедно да играат. Скоката натаму, скоката наваму. Во шумата штом стигне, ни сревата си мине, а волчко листа меца и црна мала птица танцуваат и пеат. Си скокат натаму, си скокат наваму.
Кокошката се смее, а петелот си пее. Мало маче сиво, вокруг се върти весело. Си скокат натаму, си скокат наваму. Въртележка мала се спрема да одмара. Завърши я со песната, падна на земјата.